ви посакувам добре дојде на уште една пресконференција која што ја организираме трет пат поред оваа година како резултат на нашиот интензитет и добра соработка помеѓу двете стопански комори на Република Австрија и Република Македонија. Воедно оваа прилика би сакала да ја искористам и да му се заблагодарам на господинот Шлател за неговото неговите несебично вложување во сите овие настани, во заедничките идеи и настојувања за поинтензивна соработка помеѓу нашите две економии. И се надеваме дека оваа година беше доста успешна во таа соработка, затоа што можеме да се пофалиме дека крајот на 2014 година ќе го заокружиме со вкупно 5 големи организирани бизнис настани помеѓу двете економии. Ако го земеме фактот дека од 1997 година до 2013 година вкупно околу 484,3 милиони евра се инвестирани од страна на австриските компании во Република Македонија. Треба да напомениме дека тоа е стварно за доста голем податок и факт кој што треба да ни дава понатаму стимул и мотив да се насочуваме и да ги креираме политиките и барањата во однос на интересите кои што се поставени од страна и на македонските и на австриските компании. Тој податок укажува на фактот дека иако Австрија е 14-та земја поред на листата на странски инвеститори на Република Македонија, меѓутоа се уште го држи приматот од во последните 5 години втор поред најголем инвеститор во Република Македонија. И ние со господинот Шлател, баш пред да почне овој прес, посакавме да го земе приматот да биде на прво место, што се надевам дека и ќе успееме во нашите идни планови и проекции кои што ќе бидат поставени за соработка помеѓу нашите земји за 2015 година. Сакам да го потенцирам исто така и фактот кој што доста добро до сега ни е познат, дека најголемите капитални инвестиции кои што влегле во Република Македонија од страна на Република Австрија се направени во 2011 година со вкупно од 64,42 милиони американски долари, за да во 2012 таа бројка резултира со 50,94 милиони долари. Што значи дека австриските инвестиции не запираат, значи се повеќе и повеќе се инвестира, но и се реинвестира, што се однесува во тој дел спрема последните статистики кои што се земени од Народната банка на Република Македонија. Во тој дел јас би сакала, согласно статистичките податоци за периодот јануари-август 2014 година, би сакала да напоменам дека имаме уште простор за соработка, бидејќи е остварен негативен биланс во трговската размена од 58,5 милиони САД американски долари. Меѓутоа, со оглед дека на вкупната трговска размена во периодот јануари-август од 2014 се остварени 127,5 милиони долари, што значи дека тоа е некаде за 4,15% повисок остварен раст за разлика од претходната 2013 година. На извозното салдо имаме 34,5 милиони американски долари, што тоа е значи зголемување од околу 15% во однос на минатиот период, додека на извозното салдо имаме околу 93 милиони американски долари или имаме раст од 0,76%. Со тоа што тука е доста добар показател дека процентуалниот низок раст значи на увозот во споредба со процентуалниот зголемен раст на извозот, тоа е доволен показател дека ние како комора сме насочени правилно кон работењето и кон организацијата на разни настани и проекти за соработка со австриските компании. Секако, Австрија како земја е доста пожелна земја за македонските компании, особено затоа што има високо развиена економија и нашите напори се токму тука во пренос, тоест во трансфер на знаење и на технологии од страна на австриските компании кон нашите, и за таа цел во изминатиот период ние организиравме 3 големи настани, од кои што двата беа
во Стопанската комора организирани, а другиот беше организиран во Австрија. Во почетокот на ноември имаме два големи настани кои што паралелно ќе се одржуваат во истите датуми и тука во Стопанската комора на Македонија и во Австрија. Првиот ќе биде тука на тема градежништво и инфраструктура, а другиот ќе биде малку поопширен и поуфатен, што е доста интересен, особено за прехранбениот сектор, кој што го уфаќа буквално животниот циклус на еден производ од производството па се до крајниот потрошувач. Исто имаме, значи тука и едукативни панели, меѓутоа за тој дел јас би сакала да му дадам збор на господинот Шлато за подетално да ви информира и да ги објасни двата настани. Добро утро на сите. Пред се морам да кажам дека ми е задоволство да сум повторно тука во Стопанската комора на Македонија и ви благодарам што ме поканите тука да учествувам на оваа пресконференција. Пред да преминам на официјалната презентација на двата идни настани кои што ни предстојат овој ноември, би сакала да повторам накусо на што досега се говореше. Значи, нашата цел е да радаме конкретни активности, а не само зборови, односно се фокусираме на дела. И јас сум навистина среќен што веќе две делегации ја посетија Стопанската комора на Македонија и во Скопје ги представија своите производи и услуги. А сега ќе поканиме македонски фирми да бидат во Австрија и да присуствуваат на еден од најголемите деловни форуми кои што го организира мојата Стопанска комора во Република Австрија. Се надевам дека следната година, кога ќе имаме пазар за земјоделци, ќе успееме да поканиме и да привлечеме повеќе македонски фирми да присуствуваат на тој настан. Тој пазар е планиран да се одвива во октомври во 2015 година. Прво ќе ви го представам првиот настан кој што ќе се одвива на 5 ноември во Скопје во просториите на Стопанската комора на Македонија. Тој ќе се Значи, на него ќе биде присутна австријска делегација, која што ќе се состои од 6 фирми од областта на градежништвото и инфраструктурата. Така, например, една од тие фирми е специализирана за создавање за користење на вода, за создавање моќ. Понатаму имаме фирми специализирани за градежништво, особено за изградба на патишта, за подолба на коловози, за изградба на патна и железничка инфраструктура, за сигнализација и така натаму. Ги покануваме сите македонски фирми да учествуваат на овој настан кој што ќе се одвива во Скопје, меѓутоа исто така и јавните институции, представници од јавните институции кои што се во овој сектор, инженери и стручњаци во градежништвото. Зошто е ставен приоритетот на овие стручни фирми? Затоа што во моментов е актуелен фондот ИПА-2, кој што е концентриран на градежништво и инфраструктура, па нашата цел е да донесеме австријски фирми кои што ќе се обидат да ја пренесат својата технологија, меѓутоа и своето знаење во Македонија. Еден пример за еден проект во оваа област е изградбата на коридорите 8 и 10, кои што се од огромна важност за поврзувањето на Република Македонија со регионот. Меѓутоа сакам да нагласам дека не се само овие коридори важни, односно ние се фокусираме само на проекти со Европската унија, туку се фокусираме на проекти кои што се финансирани од други меѓународни институции, како што е Светската банка. Затоа важно е да нагласам дека овој настан на 5 ноември ќе содржи интензивни контакти пред се преку директните деловни средби кои што ќе се одвиваат тука во Стопанската комора на Македонија, меѓутоа и можностите за понатамошен контакт со представниците на овие фирми. Подетални информации за настанот на 5 ноември можете да најдете на веб страницата на Стопанската комора на Македонија. Сите битни информации се преведени на македонски јазик, а од денес сум информиран дека можете да се регистрирате за настанот. Вториот настан кој што ќе го организираме во Виена е сличен на оној што го имавме минатата недела, се вика Дунавски регионален деловен форум и ќе се одвива помеѓу 6 и 7 ноември во Стопанската комора во Австрија, во Виена. Ќе се содржи од панел дискусии на 3 теми, тоа е за индустрија за преработка на храна, систем на двојно образование и грантови од Европската унија. Интересно и ново за овој настан е тоа што на веб-сајтот, на официјалниот веб-сајт за настанот, можете да креирате свој собствен профил во кој што ќе ги наведете активностите на вашата фирма, меѓутоа исто така можете да ги проверите и профилите на фирмите со кои што би сакале вие да се сретнете, односно да остварите директен контакт. И на тој начин сами да се создадете свој распоред за состаноци или за директни средби. Во таа насока јас ги поканувам сите македонски фирми да се регистрираат и да го проверат овој вебсайт.
И сметам дека е важно што ќе биде опфатена индустријата за храна и тоа доаѓа убаво како последователна активност на последниот настан, односно последната делна делегација што имавме тука во Стопанската комора на Македонија, која што представи машини што се користат во земјоделското производство и во индустријата за храна. Уште една интересна тема е системот за двојно образование. Австрија и Германија се едни од ретките европски земји кои што го применуваат овој систем, а тој се состои од тоа што на тинејџерите, додека се во процесот на образование во средно училиште, им се дава можност да работат во фирми, да стекнат практично искуство и кога ќе го завршат образовниот процес да имаат квалификации кои што ќе им овозможат да добијат практична и реална работа во фирмите, а истовремено да бидат обучени за работата за која што аплицираат. Затоа сметам дека овој регионален форум има богата програма која што вреди да се посети и уште еднаш би сакала да нагласам дека сите фирми се поканети да си ја прилагодат програмата според сопствените потреби. Уште еднаш ги поканувам македонските фирми да аплицираат на настанот на 6 и 7 ноември во Виена, а сите подетални информации можете да ги добиете од Стопанската комора на Македонија.